Ферари не сака Puro Sangue да се свати како спортско корисно возило и покрај 18,5 см растојанието од тлото и го гледа како поспортски позициониран од, например, Lamborghini Urus. Тоа го потенцира со изразито необични форми и детали. Задниот дел е краток и динамичен, лаковите на тркалата се јасно одвоени од останатиот дел од каросеријата, а многуте аеродинамични карактеристики на каросеријата се впечатливи. Јагленародниот покрив значително ја намалува тежината и центарот на гравитација. Нема да има кука за приколка или заштита на подвозието, но ќе има додатоци за носење велосипеди. Задните седишта може да се преклопат, а багажникот собира скромни 473 литри. Изработката на интериерот, како што се очекува, од Ферари е одлична. Има површини изработени од јагленародни влакна и се користи алкантарата и бокс кожата наместо градизамени. Ферари нагласува дека воланот, педалите и седиштата се идентични со спортските модели, а воланот практично е истиот од SF90, со се големите лопатки за менување на преносите. Освен добро познатото ротирачко копче Манетино за менување на модусите на возење, повеќето прекинувачи се сензори на допир со пијано финиш. Мерачот на вртежите е во центарот на инструментаблата, а прекинувачите на централната конзола имаат дизајн како и останатите модели од куќата. Puro Sangue јасно кажува дека во внатрешноста ќе се чувствувате како и во било кое Ферари. За вистинските влюбеници во растегнатото конче, сите овие податоци се второстепени. За нив најважно нешто е срцето. Во ова време, големо изненадување е следењето на корените. Тука не се користи ниту намалување на кубатурата, ниту хибрид, ниту турбо. Има атмосферски V12 мотор кој за оваа пригода е редизајниран. Зафатнината е 6,5 литри, брегастите оски се независни, а колекторот за воздух и просторот за довод се ревидирани. Така испорачува извонредни 725 конски сили при 7750 вртежи во минута, додека максималниот вртежен момент од 716 Нм е достапен при 6250 вртежи во минута. Сепак 80% од максималниот вртежен момент на располагање при ниски 2100 вртежи во минута. Целта беше да се добие возило со брутални V12 перформанси, но да се однесува цивилизирано. Сепак ова е Ферари, па спринтот од стоење до 100 км на час трае само 3,3 секунди, а 7 секунди подоцна веќе се достига 200 км на час. Крајната брзина ја надминува границата од 300 км на час. 8-степениот менувач со двојна спојка е дизајниран да има 7 кратки преноси и долга 8 брзина за автопат. Што се однесува до возните својства, не се остава простор за сомнежи. Распределбата на тежината е идеална во однос 49 спрема 51, векторирање на вртежниот момент на предните тркала, управувањето и погонот на сите тркала обезбедуваат совршена тракција. Каросеријата може да се спушти за 10 мм. Сервомотори се наоѓаат на подпорите на пружините, а системот е развиен од добавувачот Multimatic. Ферари дава големо значење на фактот дека Puro Sangue не ја засенува програмата за класични спортски автомобили. Поради оваа причина и за одржување на ексклузивноста, таа е строго ограничена на 20% од вкупното производство на возила во Маранело. Редовните клиенти веќе добија можност однапред да го нарачаат својот Ферари Puro Sangue, а интересот далеку ги надмина очекувањата.